Дневник во 20 часот, добро вечер. Време е да ги проследиме најновите збеднувања од Велес, регионот Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Продолжуваат протестите во Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе. Презентација на апликации за иновативни проекти на Фондот за иновации. Мониторирана програмата за социјална заштита на општина Велес. Вчера вечер велешани повторно излегоа на улиците од градот и го искажаа својот револт, упатувајќи пораки дека сакаат да живеат во држава со еден јазик, со едно знаме и една химна. Сања Левкова Ангелова со деталите. Дождот и временските неприлики не беа причина вчера вечер велешани да излезат на мирен протест во името на татковината. Се пееја македонски песни, се виореа црвено-жолти знамиња и се упатија силни пораки кон оние кои сакаат да ја поделат државата и да ги уништат основните вредности на еден народ – јазикот, знамето, грбот и химната. Не сум новаа говорница да ви давам ум на вас постарите. Вие сте многу поголеми патриоти и родолюби од мене. Од оваа говорница сакам да им се обратам на младите луѓе и да ги замолам сите млади луѓе, мои велешани и мои македонци, да размислат во каква Македонија сакаат да живеат. Зарем нема да им биде ни малку жал кога ќе се присеќаат на младоста и на можноста да ја одбранат својата татковина. Македонија е земја на јунаци. Такви јунаци има и денеска, спремни жестоко да ја бранат својата земја. Спремни да се спротистават на секој оној кој сака да продаде и едно камче од неа. Тука сме во одбрана на татковината и во зачувување на унитарноста на Република Македонија, порачаа велешани. Ти вечно се созида во темнината на маченицата, како бедем застана гордо исправен во одбрана на татковината. И пример стана како се сака, како се брани и како родината се љуби. И затоа сега останувам само нема од восхит пред споменикот на вечноста. Ви ветувам, ќе го вратиме нашиот долг. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавија дека протестите ќе продолжат и во наредните денови. Странските представници кои не им мислат добро на државава да не се мешаат во внатрешната политика на земјава, затоа што Република Македонија има институции кои се надлежни во служба на целиот народ. Ова беше една од пораките кои ја побараа кавадарчани приклучени кон иницијативата за заедничка Македонија. Мартина Митков со деталите. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер повторно организираше протестен марш во Кавадарци. Пред присутните се обрати историчарот Љупче Меркаш, кој рече дека заеднички кажуваат не на сите оние кои не им мислат добро на татковината. Ги повтори барањата кои ги имаат и од кои нема да отстапат по никоја цена. Политичките партии да не дозволат двојазичност на целата територија на Република Македонија, сите да учествуваат во создавање платформа за заедничка Македонија, отфрлање на туги платформи кои се наметнати од други држави, рече меѓу другото Меркаш пред присутните. Почитуваниот претседател, господин Ѓорѓе Иванов, да не го прекраши Уставот како највисок правен акт на секоја држава. При тоа, да не го даде мандатот на оној кој што не им мисли убаво на Македонија, затоа што рокот е веќе истечен. И отфрлање на секое можно сценарио наметнато од други држави. Странските представници кои не им мислат добро на државата, да не се мешаат во внатрешната политика на земјава, побараа кавадарчани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Република Македонија има институции кои се надлежни и во служба на целиот народ, нагласи Меркаш. Во 17 часот, како и секој ден, од истото место, црквата Свети Петка, до овде, се додека не се исполнат барањата, а тоа е да престане мешањето на странски платформи, особено оние кои што се од Тирана и кои што
се спомнува дури и мешање на менување на името, знамето, грбот, химната, што е недозволиво за еден народ како што е македонскиот. При тоа додаде дека албанската платформа содржи многу негативни елементи кои го уништуваат македонскиот културен и јазичен идентитет, кои со векови го создавале нашите предци, па затоа не треба да се дозволи нејзина реализација, потенцира Меркаш. Лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервјуто за Reuters говори за широка употреба на нивниот мајчин јазик. Се размоткува клопчето околу содржината на тиранската платформа. По изјавите на потпаролот на ДУИ Бујар Османи за целосна примена на албанскиот јазик и лидерот на партијата Али Ахмети во интервју за Reuters говори за широка употреба на нивниот мајчин јазик. Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse unë jam kryetari i Parlamentit, unë flas në gjuhën shqipe, i udhëheq seancat në gjuhën shqipe, shqipja e shkruar dhe arkivuar në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. Веќе е поизвестно дека тиранската платформа содржи промена на македонската химна, а дека таа и досега не ја почитувале политичарите албанци, кои се залагаат да дојдат на власт, доказ изјавата на Зиједин Села. Ju vetë keni dalë kur me flamur Maqedon? Zjadin Selën, unë dje kam kontrollu çdo gjë në internet, nuk të kam pa me asnjë vend me flamur Maqedon. E vërtetë është, pranoj publikisht. Dhe i qytetari Maqedonisë, ka një shkak Maqedonas. Kuptoj. Nuk kam dalur asnjëherë ashtu siç nuk jam ngritur në këmbë asnjëherë edhe himnit të Maqedonisë. Sepse unë e përmenda një moment në fillim të emisionit, nuk e di sa e vërejtë, thashë që Maqedonia ka shpallë pavarësinë e saj mbi bazën e aneksimit të drejtave të 1/3 së popullatës. Unë s'kam si respektoj një hymn kombëtar për cilën shqiptarët nuk e kanë votuar për bërja e parë parlamentare shqiptare të vitit 92, nuk e ka votuar këtë kushtetutë. S'ka votuar as flamurin, s'ka votuar as himnin dhe as kushtetutën. Овие ставови и барања на албанските политичари за граѓаните поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се неприфатливи, бидејќи тие на големо ја отвараат вратата за редефинирање на уставниот поредок на државата. Како реакција на несогласување, граѓаните преку протестни маршови во 23 општини бараат повлекување на платформата создадена под покровителство на албанскиот премиер Еди Рама. Босанскиот поп пејач Дино Мерлин со порака до македонските граѓани. Зачувајте го сонцето на вашето знаме. Тој оваа порака ја испрати од промоцијата на документарниот филм Средина, кој е негов биографски филм и представува сведоштво за бурниот живот на Балканот, во кој освен војни постојат и некои убави врски кои се чувствуваат слушајќи музика. Na kraju filma, čudnim sticajem okolnosti, spletom okolnosti, ja pričam o Makedoniji, zemlji u kojoj večeras ljudi možda, ako me gledaju, želio bi da im kažem da misle na preferencije jedni drugih, da sačuvaju to sunce koje je na njihovoj zastavi, da se sunce na makedonskoj zastavi nikad ne ugasi, da vječno sja, da ti ljudi pronađu razum, da ono najbolje iz sebe daju, da nikad ne dođe do najgore. Прифаќањето на промената на парите, химната, грбот и знамето е чин кој е во директна спротивност со државните и националните интереси. На Зоран Заев никој не му дал право да отпочне разговори и дебати за промена на националните одбележја, велат од ВМРО ДПМН. Секој ден станува се појасно зошто Заев не сака да ја каже цената за добивањето на подписите и поддршката за формирање на идната влада. Народот гледа дека се што е договорено е на штета на Република Македонија и македонскиот народ. Народот гледа дека Заев се чувствува пријатно и во друштво на политичари кои го негираат неговиот идентитет и тврдат дека пред 100 години не постоеле македонци. Зоран Заев ќе ги прифати и нивните тврдења само за да обезбеди подпис повеќе со кој би дошол на власт. Негирањето на државата, на химната, на знамето и на грбот за Зоран Заев и СДСМ не се проблем доколку им помогнат
да состават влада. Толку е патолошка неговата потреба да се дограби до власт. Логиката на Зоран Заев е тој да ја води владата, па макар таа била и тиранска. Тој да дојде на власт, па макар цената била и целосно прифаќање и реализирање на елементите од тиранската платформа. СДСМ е уценета партија. Незиното раководство е до гуша заглавено во скандали и криминали и затоа е подготвено да ја прифати тиранската платформа, која директно задира во националните и државни интереси. Инфосесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и развој и Центарот за поддршка и советодавни услуги во Вардарскиот плански регион одржа за ново основаните стартапи спин-оф компании по два инструменти. Целта беше компаниите да се запознаат со начинот на подготовка на апликациите. Фондот за иновации и Центарот за поддршка и советодавни услуги на мали и средни предпријатија во Вардарски плански регион организираа инфосесија за четвртиот повик на фондот за новоосновани за стартап и спин-оф компании и кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. И по основ првиот и по основ на вториот инструмент се финансираат микро, мали и средни предпријатија. Предпријатијата треба да имаат најмногу до 250 вработени, да се во доминантна македонска собственост, повеќе од 50,1% македонска собственост, да се регистрирани по законот за трговски друштва и да немаат годишен обрт поголем од 1 милион евра. Представници на компании од Вардарскиот регион присуствуваа на инфосесијата и се запознаваа со начинот на подготовка на апликациите. Целта на овој настан е да се запознаат можните потенцијални апликанти со условите, значи пред се подготовка на предлог проекти, исто така комплетно апликацијскиот пакет со кои се можните фондови. Обезбедени се 450.000 евра за инструментот кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва од страна на фондот, додека за инструментот за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации пак 1 милион евра. Условите за учество на фондот, и тоа да го кажам, се различни, кај стартап, кај првиот инструмент, кофинансирани грантови за новоосновани стартап и спин-оф предпријатија. Тие се до максимум 85% од вкупниот износ на финансирањето и останатиот дел и максимален изводос до 30.000 евра. Останатиот дел од 15% ќе треба да биде покриен од самата компанија, од самиот апликант, оној кој што аплицира. Четвртиот повик е отворен за аплицирање до 3 мај. До сега, од 2015 година, фондот во земјава поддржал вкупно 37 компании. Водоснабдувањето во село Бузалково причина за денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ Велес. Обвинување упатени кон локалната власт и градоначалникот Чадиев. Во 21 век овие жители се уште немаат систем за водоснабдување. Чадиев со демант во кој вели, самите докажаа дека имаат елементарно непознавање на активностите на Општина Велес и на програмата за работа донесена од Советот на Општина Велес, каде имаат 10 советници. Ние веќе работиме на техничката документација за проектот изградба на водоводна линија кон Раштани и Бузалково. Општинската организација на СДСМ Велес повторно излезе со обвинување кон локалната власт и градоначалникот Славчо Чадиев, но и неговиот претходник Горан Петров. Овој пат како проблем го посочија водоснабдувањето во село Бузалково. Срамота е во 21 век жителите на Бузалково да немаат систем за водоснабдување, рече на денешната пресконференција Маријан Јорданов. И покри потрошените милиони евра, пари на граѓаните, денеска во Бузалково нема водовод. А околу 3000 жители на ова село живеат во недостојни услови и се снабдуваат со вода преку бунари. После 8 години лажење и манипулирање, ниту ВМРО ДПМН, ниту Чадиев немаат никакво право било што да им ветуваат на жителите на Бузалково.
Ваквите обвинувања категорично ги негираше градоначалникот Шадиев, кој меѓу другото рече дека во завршна фаза е изработката на целокупната техничка документација за проектот изградба на водоводна линија кон Раштани и Бузалково. По добивањето на одобренија за градба, веднаш ќе се пристапи на негова реализација. Проблемот во сегментот на водоснабдување на населеното место Бузалково, меѓутоа не само Бузалково, туку и Раштани, кои не го решаа претходните градоначалници, вклучувајќи ги нивните градоначалници кои што биле, и нивниот градоначалник кој што имаше цели 2 и нешто мандати, ќе биде решен многу брзо. Како еден од приоритетните проекти капитална инвестиција е предвидена изградба на водовод во селото Бузалково. Инвестицијата чини 12 милиони денари, средства од буџетот на општина Велес. Со реализацијата на овој проект ќе се поврзе едно од најголемите населени места во градскиот водоснабдителен систем, а тоа значи и чиста вода за пиење за тамошните жители, додаде Чадиев. Наредната недела жителите од Раштани и Бузалково, како и собствениците на земјоделското земјиште во аторот на овие села, треба да потпишат изјави заверени на нотар, со кои тие се согласуваат дел од трасата за новиот водоводен систем да помине низ парцелата која е нивна сопственост. Презентиран извештајот од мониторингот за програмата за социјална заштита на општина Велес во рамки на проектот унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите. Валентина Михайловска со деталите. Презентиран е извештајот од спроведениот мониторинг на програмата за социјална заштита на општина Велес од страна на Институтот за демократија Societas Civilis, заедно со Асоцијацијата за демократски иницијативи, Организацијата на жени и Сдруженијето на лица со церебрална парализа, а во рамки на проектот унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите. Општина Велес е првата во земјава која има програма за социјална заштита и истата секоја година се надоградува. Самата програма опфаќа повеќе области, значи опфатени се и децата, опфатени се младинците, опфатени се лицата со попреченост, старите изнемоштени лица, односно пензионерите. За сите овие граѓани осмислени се активности кои што се реализираат на локално ниво, ги работат невладините организации во соработка со општината и со институциите кои што се наоѓаат на локално ниво. Општина Велес започна да делегира надлежности на невладини организации, а еден пример за тоа е што со Организацијата на жени веќе трета година се потпишува договор за делегираната надлежност во спроведување на оперативниот план за еднакви можности. Препораките во извештајот се следни: делегирање на надлежности на невладините организации, пред се спуштање на социјалната заштита на локално ниво, може би можноста за веќе потпишување на социјални договори на невладините организации, се со цел да испорачуваат социјални услуги на локално ниво. За да можат невладините организации да делуваат во својот домен, неопходна е финансиска поддршка, потенцира Златева. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, стапката на невработеност во Македонија се спушти на 23,1%. 90 нови професионални војници во служба на армијата на Република Македонија распоредени се речиси во сите единици. Меѓу нив има и припаднички на понежниот пол. Вести од Македонија во продолжение. Државниот завод за статистика објави дека стапката на невработеност во четвртиот квартал од 2016 година изнесува 23,1%, а бројот на невработени во тој квартал изнесува 219.148 лица. Според објавените податоци на статистика, стапката на невработеност во овој квартал во однос на претходниот месец е намалена за 0,3%. Од вкупниот број невработени 60,3% се мажи, а 39,7% се жени. Според возраста, најмногу невработени има од 15 до 24 години, 47,3%, од 25 до 49 години 22,3% и од 50 до 64 години има 16,9% невработени.
Меѓу невработените 105.180 се со средно образование, четврт степен, 19.868 со средно образование, трет степен и со високо, 44.509 лица. Активното население во Македонија брои 950.255 лица, од кои вработени се 731.107. Најмногу од вработените се во преработувачката индустрија, 137.351, земјоделството, шумарството и рибарството, 121.068 и трговијата, 109.065 лица. На служба во армијата на Република Македонија денеска беа примени 90 нови професионални војници во касарната Илинден. Тие поминаа преку ригорозен процес на селекција кој вклучува медицински и психофизички проверки. 6 од нив се жени, а една од нив ќе биде дел и од полкот за специјални операции. Министерот за одбрана Зоран Јолевски им порача дека униформата на АРМ представува гордост и престиж за секој граѓанин на Република Македонија. Со денешната промоција на 9 нови професионални војници во специјалните сили, како што рече Јолевски, се подобрува квалитетот и на полкот за специјални операции. Околу 8.000 лица се евакуираат од зоната покрај аеродромот во Дизелдорф поради бомба од Втората светска војна. Во евакуцијата се вклучени и 250 гости на аеродромскиот хотел. Бомбата била откриена од градежни работници и тешка 500 килограми. Евакуирани ќе бидат и жителите во радиус од 1 километар од местото на кое е пронајдена бомбата. За време на активностите за деактивирање регионот ќе биде затворен и за движење. Останете вести од светот во продолжение. Најмалку 22 лица загинаа, 38 се повредени во пожар кој избувна во државен дом за деца во Гватемала. Сите настрадани се тинејџерки на возраст меѓу 14 и 17 години, соопштија властите. Постои сомневање дека пожарот избил за време на бунтот на тинејџерките против персоналот во домот. Десетици девојчиња се префрлени во болница, а повеќе од нив имаат изгореници од повисок степен. Со домот управуваат државните социјални служби, а во него се сместени лица под 18 години. Во земјата е прогласена 3-дневна жалост. Во рамки на операцијата Атлантска одлучност во романскиот округ Романца, романски американски војници извршија заеднички воени вежби. Во вежбите на кои било симулиран напад по копно, биле вклучени и 3 хеликоптери Black Hawk. И на куминатата недела во базата пристигнале 8 хеликоптери Black Hawk и 50 американски војници. Вкупно 86 хеликоптери и 2200 војници се распоредени во источното крило на НАТО, како дел од операцијата Атлантска одлучност. Денес имаме променливо облачно време со слаб дожд во југоисточните делови, пропратен со северен ветер. Дневната температура достигна до 16 степен. Во продолжение деталите за временската прогноза по градови во Вардарскиот регион.
Ова беше и последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.